Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите третиот дел на нашиот документарен серијал Како се раѓаше македонската држава. Во ова трета емисија ќе може да видите за атентатот врз Киро Глигоров, за тие обиди на Грција и на Србија да се подели Република Македонија, да се предизвика нова Балканска војна и како Македонија на крајот ги регулираше своите односи со Грција и стана членка на Обединетите нации. За почеток, како беше формирана таа Бадентерова комисија, која донесе одлука дека само Словенија и Македонија ги исполнуваат сите услови да бидат признати како независни држави и какви големи игри играле големите сили зад завесата. Оставена самата, без помошта на американците, да ја решава кризата во Југославија, Европа кон крајот на таа 1991 година се соочуваше со хаосот кој тропаше на врата. Кризата во Југославија се закануваше со својата жестина да се претвори во најголемиот воен конфликт на територијата на Европа по Втората светска војна. На 23 декември 1991 година, моќната и обединета Германија ја признава независноста на Словенија и на Хрватска. Многумина во тогашната Европска економска заедница смета дека признавањето на Хрватска, а во помала мера и на Словенија, е избрзано, меѓутоа никој немаше храброст тоа да им го каже на германците и на моќниот германски министер за надворешни работи Ханс Дитрих Геншер. Во еуфоријата на признавањето низ хрватските градови, гласно се извикува Danke Deutschland. I think the German government did have much regard for their interests in Croatia and to protect their interests in Croatia. And I think this allowed them to argue for Croatian independence and certainly push them towards premature recognition of Croatia and argue for it and use their strength within the European Union for that. По тешките порази доживеани во Првата и Втората светска војна, Германија повторно на голема врата се враќа на Балканот. Германската упорност, како и многу пати во историјата, се покажа како ефикасна. Mi smo jedino imali informacije da se iz njemačke obavještajne službe pokušavaju podsticati u Jugoslaviji razlike između republika i da je posebno podsticana razlika između, da tako kažem, sjevera i juga. Naime, da se lansirala jedna teza da bi najbolje bilo za Sloveniju i za Hrvatsku da izađu iz Jugoslavije. Во стомакот на Обединетата Европа повторно почнуваат да ферментираат старите пријателства и сојузништва. Французите и британците не ја кријат својата наклонност кон Милошевиќ и србите во почетните периоди на југословенската криза. J'étais en train de parler avec Lord Carrington, une suspension des discussions, et M. Milosevic est venu avec les affaires étrangères, et il a dit, mais comment vous, Français et Anglais, vous ne voyez pas que vous êtes en train de livrer les Balkans aux Allemands? At the same time, the French had always supported Serbia, partly for the reason that the Germans were supporting Croatia. Во такви услови, Европската заедница ја формира респектабилната Бадентерова комисија, која требаше да ја даде правната рамка за решавање на југословенската криза. Начело на таа комисија, која е составена од претседателите на уставните судови на 5 европски држави, како прв меѓу еднаквите, застанува претседателот на Уставниот суд на Франција, Робер Бадинтер. Elle a été créée par le Conseil européen parce que nous étions dans une situation qui appelait d'urgence la création d'une telle institution. Il n'y en avait pas qui existait à l'époque en Europe, car nous étions déjà dans le cadre du terrible conflit dans l'ex-Yougoslavie. Решиле да направат една авторитетна комисија од 5 председатели на уставни судови на најзначајните европски земји.
Начело со председателот на Уставниот суд на Франција, Роберт Бадантер. C'était l'espérance que le conflit pouvait encore se résoudre par la voie de la sagesse juridique. Hélas, ça n'a pas été le cas. На 11 јануари 1992 година Бадинтеровата комисија го доставува својот извештај до Европската економска заедница. Комисијата предлага заедницата да ги признае Словенија и Македонија. Il faut rappeler que la commission d'arbitrage rendait des avis, pas des décisions. И излегоа европјаните со решение дека според Бадентеровата комисија Словенија и Македонија ги исполнуваат условите. На 15 јануари 1992 година Португалија, која во тие клучни 6 месеци е земја председавач на Европската економска заедница, јавно го соопштува ставот на заедницата да бидат признати Словенија и Хрватска. Македонија е оставена да чека некои подобри времиња, како резултат на грчките барања, да биде сменето името на државата. Македонските граѓани се разочарани од европската непринципиелност. Меѓутоа, тоа е само почеток на долгиот македонски пат, полн со разочарувања. Мислам дека тоа барање за независност беше подкрепено со сите релевантни документи кои можат да доведат до заклучок дека ние сме исполниле сите услови за независност. Оттаму и дојде тоа видување и тој заклучок на Бадинтеровата комисија дека Словенија и Македонија ги исполнуваат условите за независни држави. Тоа е историски документ. Тој не може веќе со ништо да се избрише. Les avis de la commission d'arbitrage constitueraient pour le Conseil européen et plus généralement pour toutes les parties intéressées une référence, une opinion, pas plus, pas moins. La sagesse, dans certains cas, a été de les suivre. Pour d'autres cas, des raisons politiques ont fait que les choix politiques ont été différents. On ne peut pas en dire plus. На 16 февруари во Солун беше одржан најголемиот митинг во грчката историја. Повеќе од 1 милион грци протестира против македонското неприфаќање за промена на името. Фалеше само мала искра целата работа да излезе надвор од контрола. Грчките генерали размислуваат за војна интервенција во Македонија. Во последен момент, грчкиот премиер Константин Мицотакис ги отфрла сите предлози за војно решавање на македонското прашање. Почнува македонското одење по трњата. На една страна беше Македонија, која тој момент беше многу слаба и економски многу кревка држава, од друга страна беше Грција или силната Грција, која со сите сили настојуваше да ја скрши Република Македонија, да ја уништи или во најдобар случај за нив да ја врати во предградките на Белград. Во малото германско градче Бајер Утху, тоа бурно лето, 1991 година, се одржа средба меѓу старите пријатели. Тогашниот грчки премиер Константин Мицотакис и германскиот министер за надворешни работи Ханс Дитрих Геншер. На таа средба, Мицотакис доби ветување од Геншер дека Германија ќе почитува грчката волја да не биде признаена македонската држава под незиното уставно име Република Македонија. Таквото германско ветување беше потврдено неколку месеци подоцна на средбата меѓу Геншер и грчкиот министер за надворешни работи Антонис Самарас, кој се одржа во Бон. Како резултат на таквиот договор, на неопределено време беше запечатена судбината на Македонија. Како контрауслуга, грците застана на страна на германците и на средбата која на 16 декември 1991 година се одржа во Брисел, не ставија вето на признавањето на Хрватска и покрај противењето на нивните стари пријатели на Балканот, србите. Таа 1991 година веќе почнуваат тие тргувања или преговарања под маса. Прв нога пушта тогашниот министер за надворешни работи на Австрија или австријскиот вице-канцелар Алојс Мок, кој беше во исклучително блиски односи како со Грција, така со тогаш мокната Германија и со Ханс Дитрих Геншер, кој беше министер за надворешни работи на тогаш мокната Германија. Тој го дава тој прв предлог или предлогот Мок за промена на името на Република Македонија, а во Скопје го праќа својот дипломат од доверба, тој Алберт Рохан. Интересно, почитувани гледачи, дека господинот Рохан подоцна се јавува во тие преговори за Косово како заменик на Матија Писари. Оставена да биде непризнаена од светот, Македонија почна да се соочува со тестирање на незината издржливост.
на средбата меѓу поранешниот член на Македонија во претседателството на СФРЈ, а од 10 јануари 1992 година специјален пратеник на претседателот Киро Глигоров во САД, Васил Тупурковски, со неговиот пријател, тогашниот австријски министер за надворешни работи Алојз Мок, за прв пат со еден политичар од македонскиот државен врв било јавно разговарано за модалитетите околу евентуалното македонско прифаќање за промена на името. Алојз Мок ја тестираше варијантата Централна Балканска република како ново име за Република Македонија. Во пакетот е сместена и големата финансиска помош за Македонија ако ја прифати промената на името. Јас бев на таа вечер како приватно лице, а од МОК ја примив грчката понуда за промена на името. Ich muss eine unterscheiden. Ich habe mit griechischen Diplomaten und Politikern auch darüber gesprochen, aber nie in einer irgendeiner offiziellen Verwendung, dass ich Vermittler sei oder sonst. Das war nicht. Јас немав представа за таа средба како министер за надворешни работи, нити пак знаев што се разговарало на таа. Он бил на одмор како партнер на Нова демократија, представник на Народната партија од Австрија, лидер на Народната партија, и на тој одмор Мицотакис му рекол под кои услови Македонија евентуално би можела да прифати промена на името. Условите на прв поглед извонедни. Es war nicht eine Hilfe, nur war es auch in Griechenland bekannt, dass Außenminister Mok sehr gute Beziehungen zu allen Balkanstaaten gehabt hat und auch zu Mazedonien. Тој мене ми рече дека грците предвидуваат дека можеме да добиеме поддршка на ниво на 3 милиарди долари од меѓународната заедница, дека би можеле да добиеме асоцијативен статус со Европската заедница тогаш. Und das haben die Mazedonier dann nicht gemacht. До ден денес мене уште не ми е јасно дали Тупурковски на своја глава таа работа ја тераше или то сепак беше некој договор и со Глигоров. И денес останува нејасно дали Васил Тупурковски само иницијативно влезе во една таква авантура за разговори околу можно менување на името. Во подоцнежните години и понатаму продолжија да се водат тајни македонско-грчки разговори, токму со посредство на Австрија и австриската дипломатија, која секогаш беше на заедничка линија со политиката на Ханс Дитрих Геншер, а подоцна и на неговиот наследник на таа позиција Клаус Кинкел. Naja, war natürlich, was die Bezeichnung Mazedonien anbelangt, insbesondere in der Auseinandersetzung mit Griechenland, sehr hartleibig und ich habe damals immer Kompromissformen gesucht. Виена не беше случајно избрана како преговарачка дестинација, бидејќи во тој момент Австрија се уште не беше членка на Европската унија и имаше поголема слобода во водењето на таква тајна дипломатија. Ja, ich habe damals mit großem Interesse auch die Argumentation der Mazedonier, die in Wien waren, nach Wien gekommen sind. За таа цел МОК испрати еден викенд, се сеќавам, еден свој државен функционер кој што дојде овде. Bin nur mit einem Kollegen aus dem Völkerrechtsbüro hinuntergeflogen nach Skopje und traf dort mit Außenminister Malevski und dann mit Präsident Gligorov zusammen und war am Abend wieder in Wien. Das war diese Aktion. Таа 91-92 година Македонија се соочува со таа брутална европска дипломатија. Тогаш на чело на Европската економска заедница или денешната Европска унија се наоѓа Португалија и на една средба во Лисабон на македонска делегација брутално е кажано дека мора официјално да го смени своето име ако сака да биде призната од Брисел, односно тогашната Европска економска заедница. Во текот на јуни 1992 година во Лисабон, главниот град на тогашната земја председавач на Европската економска заедница Португалија, на неофицијална средба беа повикани тогашниот министер за надворешни работи Денко Малевски и во тој момент најблискиот соработник на Киро Глигоров, министерот Љубомир Фрчковски. Португалскиот министер за надворешни работи Жоао Пинјеро на Малевски и на Фрчковски им ја соопшти веста која тие најмалку сака да ја слушнат, дека Македонија нема да биде признаена се додека не го смени своето име и во новото име на државата да го нема зборот Македонија. Нормално тие таму веќе го има одлучено тоа и не го соопштија тоа што имат одлучено. Пинјеро вели, имате ли и друго име? Ама викам, чекајте, како друго име? Па вика, ако немате, состанокот заврши. Грците не се согласуваат со било што друго. Освен вие да го смените името, а потоа Европската унија да ве признае, и тоа е тоа. Мислам дека на Денко тоа го погоди посебно, почна да полемизира со нив на начин на кој тоа воопшто не стои, он има донесена одлука и не соопштија. Тука не се одвива одлуката во дебата со нас.
Ја викам, тоа стана непријатно. Ја викам, добро, Денко, сега заврши приказна, да се собереме, да одиме. На 27 јуни 1992 година Лисабонската декларација за промена на името на Македонија е јавно објавена. Тоа беше најголемиот триумф на грчката надворешна политика. Министерот за надворешни работи Денко Малевски поднесе оставка од таа функција, која не беше прифатена. Лисабонската декларација е сработена преку народните партии, но тука многу му има на Мицотакис помогнато Митеран, председателот на Франција тогаш. Мене, морам да ви кажам, не ми е јасна каква е улогата на Митеран. Искуството со француските социјалисти не е добро за нас. Тие се со традиционални врски со грците и притисокот одеше кон некакво, всушност, убедување за компромис. Во еуфорија, грците ја одбиваат секоја можност за директни разговори со Македонија, се додека македонската држава не го промени своето име. Ми текна дека, па дај да се јас обидам да го побарам по телефон. Папа Константину, кого ете, го сретнав во една-две прилики, иако сосема куси. Мојот соработник ме представи дека министерот сака да зборува со вашиот министер, дали е тука, тука е. Јас земав слушалката и одеднаш го препознавам гласот на папа Константину, кој како пушач имаше така еден рапав глас. И му велам, господине министре, ви се јавувам од Македонија, од Скопје, овде министерот Малевски, би сакал да направам, да поразговараме за овој проблем што го имаме на граница. И тој почнува да вика ало, ало, ало и ја спушти слушалката. Кој е за тоа да не и се даде доверба на владата, молам да крене рака. Македонија влегува во политичка криза. На 7 јули 1992 година во Македонското собрание, помалку неочекувано, на првата македонска посткомунистичка влада и беше изгласана недоверба. Констатирам дека собранието изгласа недоверба на владата на Република Македонија, бидејќи за тоа гласаа мнозинството од вкупниот број пратеници. После паѓањето на владата, Љупчо Георгиевски, Змејковски и доста Димовска дојдоа кај мене да разговарат. И јас ги тогаш однесов во Соње, во мојата викендичка. И ме прашува што да правиме сега. Сега, еден стап да ви удрам погаз, викам, погреб. Па како смеевте вие да гласате против владата? Што ве мотивираше, бе? Што баравте вие? Дека се ВМРО ќе добие да се остави влада? Тоа никогаш да не верувате у таа работа. Овие никогаш нема да ви дадат поддршка. А Гошев се истрче веднаш. Го прифати мандатот. Мандатот за состав на новата влада го добива последниот лидер на македонските комунисти Петар Гошев, кој неколку месеци порано, во пролета 1992 година, ја напушти лидерската позиција во СДСМ и за лидер на таа партија беше избран Бранко Црвенковски. На големо изненадување на македонската јавност, на 6 август 1992 година, Петар Гошев го врати мандатот за составување на новата влада, не сакајќи да биде политичар за еднократна употреба. Јас не сум подготвен формално да ја одиграм улогата мандатар. А во суштина човек кому врз основа на некаков нов делегатски принцип ќе му биде составена владата без доволно собствено влијание. Јас не сакам да бидам човек за еднократна употреба од било кого и од било која партија. На 4 септември 1992 година, со неполни 30 години, за нов македонски премиер беше избран Бранко Црвенковски. Кога ја би го имал тогаш ова искуство што го имам денес, после седни што се помина, може би и јас сериозно ќе размислев дали една таква кандидатура ќе прифатев. Зачувување на мирот и стабилноста во Република Македонија. Второ, меѓународното признавање на Република Македонија. Трето, стабилизирање на економските текови во Републикава и елиминирање на опасноста од тотален колапс и парализа на македонското стопанство.
Македонија го преживува своето тешко секојдневие на најизолирана европска и балканска држава, во која владее недостиг на основните потребштини за живот. Таа 1992 година иднината на Македонија не изгледаше воопшто розово. Притисокот кој што го правеше Грција кон Македонија, и не само околу името, туку и воопшто постоењето на државата, всушност значеше дека Грција, како да ја притиска Македонија, се врати во некакво сојузништво или заедничка држава со Белград. Поради премолчената меѓународна изолација во која во тој момент се наоѓа, Македонија попушта по доаѓањето на Велика Британија на чело на Европската заедница. На 18 јули 1992 година во Скопје допатува тогашниот британски министер за надворешни работи Даглас Херт. Британците од секогаш имале добри сознанија за балканските прилики, а балканската геополитика секогаш била во центарот на нивното интересирање, почнувајќи од договорот меѓу британскиот канцелар Винстон Черчил и советскиот диктатор Јосип Висарионовиќ Сталин за рамноправна поделба на влијанијата на Балканот, па се до двете средби на Тито со Черчил, на кои меѓу другото беше запечатена судбината за можното македонско обединување за време на граѓанската војна во Грција. Со такви скриени надежи и стравувања беше дочекана посетата на Даглас Херт на Скопје. Се јави по телефон на мене Даглас Херт, министер за надворешни работи тогаш. Вели, сакам да дојдам у Скопје. Велам, повелете, ќе бидете драг гостин. I went to Skopje twice. I was very friendly received, I remember. Ова е писмото, почитувани гледачи, на лордот Даглас Херт, односно министерот за надворешни работи во владата на Маргарет Тачер, или еден од клучните играчи на господја Тачер во водењето британска политика на почетокот на 90-тите години. Со ова писмо тој ме кани на интервју во домот на лордовите. Претпоставам дека многу малку македонски новинари, да не речем дека сум единствен, бил така поканет на снимање на интервју во домот на лордовите. Всушност Даглас Херт беше една клучна фигура на решавање на тој проблем со името на Република Македонија и подоцна нејзино зачленување во рамките на Обединетите нации. Тој доаѓа некаде летото 92 година во Скопје, подоцна во Скопје го праќа својот дипломат од кариера и од доверба господинот Робин О'Нил, кој работи на тој проект Република Македонија во заграда Скопје. Тој проект или тој предлог за името подоцна 2008 година се јава како предлог за прием на Македонија во Букуреш во рамките на НАТО. Даглас Херт во Скопје го испраќа својот дипломат од голема доверба, пензионираниот висок функционер на Форин офисот Робин О'Нил. Оптоварен со македонските стравувања дека нешто лошо ни се подготвува и грчката ароганција дека нема никаква потреба повторно да се отвора македонското прашање, кога е веќе тоа затворено со Лисабонската декларација, Робин О'Нил, сепак британски тивко и упорно, патуваше од Скопје до Атина и обратно. Britain is not an enemy of Greece, but I was always saying in private, look, your attitude does not seem to us reasonable. И он рече тогаш, добро, ајде да направиме овакво еден предлог ако се слагате. Има еден многу добар наш дипломат, сега, непосредно сега, отиде во пензија. But sometimes it's necessary or a good idea to do some quiet maneuvering, experimenting without big publicity, without big names. And Robin O'Neill was a skilled and experienced diplomat, but not a name who everybody knew, so he could go and come and go without any great excitement of television, etc., etc. When Mr. Hurd appointed me to be the personal representative of the presidency to deal with this problem, I had to begin with the situation which had come out of Lisbon, which, if you remember, was that the community was ready to recognize Macedonia under a name which did not include the word Macedonia. So I thought it would be a good idea, we thought it would be a good idea, to make such a rather low-key diplomatic initiative in order to see all the time whether we could make some progress, find a solution which would enable Europe as a whole to go forward and welcome Macedonia without inflaming the Greeks. На крајот пред македонските и грчките власти, Робин О'Нил го стави на разгледување британскиот предлог за решавање на проблемот со името. Британскиот компромис беше името на државата да биде сменето во Република Македонија во заграда Скопје. Македонските власти се на мал чекор до прифаќање на овој предлог. Заради дополнителен чекор кон компромис и како израз на добра волја, би можеле да изразиме спремноста
za dodavka na името за надворешна употреба со термин што уште попрецизно е лоцира државната територија, иако тоа е непотребно, со името на главниот град во заграда. Одлука за тоа би се донела зависно од исходот на состанокот во Единбург. Тоа не би барало промена на Уставот на Републиката. Ако ја добро се сеќавам, формулацијата беше Република Македонија во заграда Сиси Capital City или главен град Скопје, што се сметаше како нешто што како пример постои во некои други држави како Конго, Киншаса и такви работи. И дека е можда нешто за кое што треба сериозно се разговара. Меѓутоа, на некој начин работата е пресекоа грците. I must say frankly that there were times during my negotiations when I asked myself whether the Greek government really wished to see the Republic of Macedonia succeed. It seemed to me, and here I'm not saying this was the view of the Greek government, but I could see that logically it would be much simpler for Greece if Macedonia became part of Serbia once more and simply disappeared. Интересно е, почитувани гледачи, дека американците и британците обидоат Македонија да прифате или самостојно да оди на прием во Обединетите нации под името Република Македонија во заграда Скопје, односно тоа да биде името под кој ќе бидеме зачленети привремено или трајно во рамки на Обединетите нации, а тоа да не биде референцата поранешна Југословенска Република Македонија. Македонското раководство се крши, на крајот не ја прифаќа таа сугестија и остава самите Обединетите нации на некој начин со преќутна согласност и на Грција и на Македонија да прифатат Македонија привремено да биде станата членка на Обединетите нации по таа референца ФИРОМ. На 3 декември 1992 година Киро Глигоров заминува во Лондон на работна средба со тогашниот британски премиер Џон Мејџор во неговата резиденција во Даунинг Стрит број 10. На таа средба е постигнат договор кој подоцна е и официјално потврден на самитот на Европската заедница во Единбург на 12 декември 1992 година, дека Македонија треба да поднесе барање за прием во Организацијата на Обединетите нации, бидејќи беше јасно дека поради блокадите на Грција, тогашната Европска заедница не може да го реши прашањето на признавањето на македонската независност. Мислам дека тоа беше прв пат да и на македонскиот председател биде примен на така високо ниво. До тогаш моравме да се задоволуваме со министри за надворешни работи кои го примаа нашиот председател. It was clear at that point that the European community had done all that it could, and it was clear also that the matter must then move forward to the United Nations. Грците се обидуваат за последен пат да го стопират прашањето за македонското непризнавање во Обединетите нации. Со помош на нивниот голем пријател, францускиот претседател Франсуа Митеран, ја лансират идејата за меѓународна арбитража за решавање на проблемот со името, односно предлогот кој би произлегол од таквата арбитража да биде безусловно прифатен и од Македонија и од Грција. На 14 јануари 1993 година, Киро Глигоров во Париз се сретнува со Митеран, францускиот министер за надворешни работи Ролан Дима и на големо изненадување со тогашниот генерален секретар на Организацијата на Обединетите нации, Бутрос Гали. Македонија ја отфрла понудата за арбитража која беше прифатлива за Грција. Дали ќе постигнете компромис со Грција во врска со името на Републиката? Ние за цело време нудиме цела серија компромиси. Toujours que nous offrons toute une série de compromis. До сега за жал без успех. Malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas abouti. А би сакале да живееме во мир, во пријателство. Nous aimerions habiter en amitié et en paix. И во полна соработа. Moi, j'ai fait des négociations avec le premier ministre de l'époque, qui était le premier ministre Mitsotakis, et avec votre président, qui était le président Grigorov. Македонија ја отфрла понудата за арбитража, која беше прифатлива за Грција. На 7 април 1993 година, Македонија конечно стана членка на Обединетите нации со прифаќање на привременото име поранешна Југословенска република Македонија или скратено ФИРОМ. Советот за безбедност на Обединетите нации го прифати предлогот на Велика Британија, Франција и Шпанија, Република Македонија да биде примена во Организацијата на Обединетите нации како ФИРОМ. Тогашниот македонски премиер Бранко Црвенковски го потпиша писмото испратено во Њујорк за македонското прифаќање на таквиот прием во Обединетите нации. Ние никогаш не дадовме
децидна согласност на референцата. Клучна улога во тој прием на Македонија во рамки на Обединетите нации има лордо Дейвид Ханеј, кој тогаш е амбасадор на Велика Британија во рамки на Обединетите нации. Ние со него разговараме во Лондон, во неговиот дом во областа Чисвик, еве го писмото со кој тој ме кани на таа средба кај што ние разговараме и всушност ги детектираме сите тие перипетии кои следеа Македонија на приемот во рамки на Обединетите нации. The resolution of the Security Council was drafted and put forward by Britain, France and Spain, the three EU countries on the Security Council. And it contained, of course, the name former Yugoslav Republic of Macedonia. Does that mean that those three countries invented that name? No, it does not. It means that they received that name from the negotiations that were going on between Cyrus Vance and the governments in Skopje and in Athens. Имено само беше соопштено дека тоа ќе биде користено во рамките на Обединетите нации, а од наша страна и од страна на Република Грција дека нема да има директно спротивставување или негирање. I used to say to my Macedonian interlocutors, I of course saw the Prime Minister and the Foreign Minister who used to come to New York a lot. I used to say to them, why worry about the name? It will just fall like a ripe fruit. People will just talk about Macedonia after a bit. Le compromis qui a été obtenu, et ce compromis a été obtenu par le Conseil de sécurité, a été un nom provisoire, ancienne République de Yougoslavie de Macédoine. En anglais, ça fait FYROM. И најпосле, тоа попладне, не, прво на собранието. На собранието сета галерија беа македонци. Приемот на Република Македонија во меѓународното семејство на народите е чин со кој триумфира правдата и светол пример како еден мал и миролюбив народ по мирен и легитимен пат го оствари своето право на самоопределување и државност и својата одговорност во меѓународната заедница. Тука нека да правиме пауза за реклами, останете со нас со втори дел на нашата вечерашна емисија на тема атентатот врз Киро Глигоров. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Чудна е таа упорност на грците, почитувани гледачи, и после приемот на Македонија во Обединетите нации, кај што тие не се спротивставуваат на приемот на Македонија по таа референца по ранешна Југословенска Република Македонија, сепак грчката дипломатија и грчката политика прават све да дојде до растурање на Република Македонија и едноставно Македонија да исчезне од картата на политичката сцена во рамки на новата Европа. Грчките притисоци врз Македонија продолжуваат со уште поголема жестина.
Шефот на грчките тајни служби, Николаос Грилакис, има десетина тајни средби со председателот Киро Глигоров, премиерот Бранко Црвенковски, министерот за внатрешни работи Љубомир Фрчковски и останатите министри од владата. На една од средбите во Скопје, Грилакис му предлага на Глигоров да биде формирана федерација меѓу Грција и Македонија. Ναι, για τις σκέψεις για το τι κουβέντιαζε με τον Γρηγόροφ, με τον Φρετκόφσκι, με όλους τους υπουργούς, με τον Τσερβεκόφσκι, με τον σημερινό πρόεδρο Δημοκρατίας, με όλους. Во текот на таа 1993 година, грците се уште настојуваат на тој начин да го решат македонското прашање преку вклучување на Македонија во одредени федеративни конструкции. Грчкиот премиер Константин Мицотакис, заедно со Слободан Милошевиќ, оди во седиштето на босанските срби на Пале да ги убедува да го прифатат планот на Венс Јовен за прекројување на Босна. Во позадината се уште лебди можноста така прекроената Босна да остане во некоја скратена Југославија. Токму во тој период Милошевиќ го дава предлогот за конфедерација со Грција, а нему наклонетите британски дипломати излегуваат со предлог за промена на името на Македонија во Нова Македонија, а тоа потоа би било прифатено и од страна на Обединетите нации. Грција очигледно дека во тој период имаше лоша проценка што се ќе се случува на поранешните југословенски републики. Кој курс ќе го заземе Милошевиќ? If Macedonia couldn't establish good relations with Greece, then they would be driven back into an accommodation with Serbia. Не можејќи да го реши македонското прашање, Константин Мицотакис ја губи власта. Новата влада на Андреас Папандреу на 16 февруари 1994 година воведува трговско ембарго кон Република Македонија. Грците очекуваат дека на тој начин економски ќе скршат Македонија и ќе ја принудат на отстапки во врска со името. Кога дојде на чело на владата на Пасок, Папандреу, 94-та, во февруари месец, Грција донесува одлука за ембарго кон Република Македонија и буквално херметички ја затвара нашата јужна граница. Βέβαια ήταν μια δύσκολη απόφαση και πολύ οδυνηρή για τα Σκόπια. И тоа ембарго трае се до октомври 1995 година. Во текот на таа 1994 и 1995 година, САД повторно на голема врата се враќаат на Балканот. Во Вашингтон и во Сплит на заедничка маса ги седнуваат Фрањо Туџман и Али Изетбеговиќ и тие го потпишуваат договорот за меѓусебна соработка под американско војно и политичко спонзорство. Како резултат на тој договор, српските сили почнуваат да се соочуваат со се почести војни порази на фронтовите во Босна и во Хрватска крајна. Тркалото на војната надмоќ почна да се врти на другата страна. Администрацијата на Бил Клинтон се подготвува за големото финале на босанската крвава војна во Дејтон. Во предвечерието на Дејтонското примирие, во Атина и во Скопје, Бил Клинтон го испреќа својот дипломатски булдожер, Ричард Холбрук, со само една работна опрска. Конечно да бидат нормализирани односите меѓу Република Македонија и Република Грција. The concept was, would the two sides trust us to come up with solutions to these final, there was something like 5 issues. So Holbrooke agreed with it, and he asked me to fly down from Belgrade, where we were negotiating with Milosevic on Bosnia, to fly down to Skopje, which I did very quietly, to talk to President Gligorov and see if he would agree that we could resolve these last few issues and if he would agree to a one-day negotiation. Бараше средба со мене и он вика, слушайте, таа работа може сега се сврши. It was the interim agreement, which, mind you, at the beginning, the idea for the interim agreement was to include in the interim agreement the solution of the name, and that was the position of President Gligorov. So I met very quietly with President Gligorov, and I don't think the journalists were even aware that I was there. And I went back up to Belgrade after my meeting with President Gligorov, and I went out to, it was actually out in Vojvodina in one of those Milosevic country houses. And I met Holbrooke and I told him that I think it will work as far as Skopje is concerned. So
Holbrooke said, okay. Ko dojde, vika сега, ako вие со ово се слагате, кидам ја во Тина, ќе го седнам Папа Андреу, не искачам од канцеларија, дури не рече да. So the next morning, we went down to Greece, and we encountered a very concerned Papoulias. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Χόλμπρουκ ήταν ένας καλός διαμετακομιστής των απόψεων Γλιγκόροφ Παπανδρέου, δηλαδή μέσω του κύριου Χόλμπρουκ, ο οποίος πηγαίνει ερχόταν μεταξύ Σκοπίων και Αθηνών, υπήρχε ένας διάβλος ανταλλαγής απόψεων Γλιγκόροφ Παπανδρέου. И Папандреу му рекол, добро да може ова и да биде договор, меѓутоа уште еднаш да потврди Глигоров дека ова ќе го потпише. Mr. Holbrooke goes to Athens, and then he goes to Skopje, and he presents the same thing under different formulation to the then Prime Minister, Mr. Papandreou, and to President Gligorov. И сега овој доаѓа одма у Скопје, свршиме работа, готово. What we did was we called our embassy, or we actually had our charge in Papandreou's office, and we kept the phone open. I don't know who paid the bill, but it was a substantial bill because we kept the phone open for about 3 hours. That was part of the theater of negotiations. I don't think we really had to be in touch with Papandreou on the telephone, but to show that we were prepared to go right back to him. Надвор новинари чекаат. Да идам ја да кажам, ти таа работа е завршена, а вечер State Department ќе даде званично саопштение. А може и Белата куќа. And so then we announced it to the press in front of the presidential villa, and everyone was shocked. Everyone was shocked. The United States is announcing simultaneously in Skopje, Washington, and Athens that Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia have decided to send their foreign ministers to New York next week to conclude an agreement which takes the first important steps to establishing the basis for friendly relations between these two neighbors. We welcome this development at this crucial and delicate stage in the search for peace in the Balkans. Потпишувањето на времената спогодба помеѓу Македонија и Грција, вклучувањето на Ричард Холбрук, кој тогаш е помошник државен секретар за надворешни работи на Соединетите Американски држави, покажуваат дека американците кога сакаат со таа булдожер дипломатија може да решат секаков проблем. Тоа веројатно треба да го имаме во предвид и сега кога гледаме дека американците се доста независно или на некој начин трнати настрана. Кога американците би сакале, тогаш проблемот со името помеѓу Македонија и Грција ќе биде решен за 24 сати. На 13 септември 1995 година во Њујорк е потпишана времената спогодба за нормализација на односите меѓу Македонија и Грција. Македонската јавност со право очекуваше дека најтешката делница од нејзиниот најдолг пат кон независноста е веќе поминат. За жал се излажаа. И по мене доаѓаме до клучниот настан на овие последни 23 години или првите 23 години на македонската независност, а тоа е атентатот врз Киро Глигоров или атентатот врз тогаш клучната политичка фигура на независна Македонија се случи од 95 година, кога на некој начин треба да дојде до разврски на политичките сцени на Балканскиот полуостров, се потпишува Дејтонскиот мировен договор, се решава ситуацијата во Босна, во Хрватска и делумно во Србија, останува отворено само косовското прашање и има атентат врз Киро Глигоров, на кој тогаш му одговараше Македонија да стане нестабилна. На 2 октомври 1995 година, крајно неочекувано, Киро Глигоров замина во еднодневна посета кај Слободан Милошевиќ во неговото одморалиште во Добановце. Денеска престојува во работна посета на Белград на покана председателот на Србија Слободан Милошевиќ. Се сеќавам дека таа посета на председателот Глигоров на Белград беше изненадна. Меѓутоа за тоа оди во Белград, јас разбрав во 10 часот од вестите на телевизија, отишол веќе во Белград.
Тоа ме изненади. И денес останува нејасно која беше целта на таа посета. Во писмената белешка од тие разговори, која е подоцна разгледувана на седница на Советот за безбедност на Република Македонија, најблискиот соработник на Киро Глигоров, Снежана Осмали, кажува дека Милошевиќ е видно изнервиран од текот на тој разговор во Добановце, бидејќи Глигоров не го прифатил неговиот предлог за царинска унија меѓу тогашна СР Југославија и Македонија. Седнавне и тој вели: што велиш ти за една идеја да Македонија пристапи во конфедерација со СР Југославија? Истата вечер Киро Глигоров се враќа во Скопје. Следниот 3 октомври Скопје се разбуди во еден убав и сончев октомвриски ден. Никој не очекуваше дека може нешто така лошо да се случи. Во 9 часот и 30 минути пред хотелот Бристол во Скопје на 3 октомври беше извршен атентат врз Киро Глигоров. Вечерта, некаде 6-7 саатот, се вратив од Белград. И таа вечер имавме дома и некои гости, поседевме подолго време, па ја телефонирав на неколку души што е било во Белград, бидејќи немаше веќе можност за некој состанок. Таа вечер покасно си легнав и не отидов на работа вообичаено. Одев околу 9 обично, него некаде после 10 саатот и ги зедов со мене во автомобилот вчерашните весници, бидејќи не ги бев читал, и денешните, сабајлешните весници, и читав во колата. Одев по вообичаениот пат. Ја не се сеќавам за експлозијата, што се случило. Кога ме распрашуваа после откако дојдов до свест, што можам да кажам, како била таа работа, ја не можев ништо да кажам. Не знаејќи дали е се уште жив, обезбедувањето го носи Киро Глигоров во градската болница во Скопје. Македонската јавност и државниот врв во паника ги добиваат првите информации за извршениот атентат над Глигоров. Пациентот беше донесен облен со крв од група на медицински персонал, влетан во оделението за интензивно лекување. Веднаш започнавме со нашите итни постапки и тогаш некој викна: докторке, тој е председателот. Не побара ништо, само рече: мислам дека имам повреда на десното око. Тоа беа првите негови избори. Мислам дека ми е повредено десното око. Ме гледате, ве гледам. Веројатно тоа, мислам, се користеше видот на здравото око. Само му рекол: бидете мирен, бидете спокоен. Дотрча кај мене во кабинетот шефот на кабинетот на Глигоров Кондев и советникот Жана Осмали. Жана плачеше, Кондев беше така збунет и вика: извршен е атентат на председателот, ние не знаеме дали он е жив, ама однесен во градска болница. Господин Стојанандов влета и беше возбуден, крајно возбуден, праша: како е, значи вие треба да внимавате сега и што ќе кажете и како ќе кажете. После него влета господин Фрчковски и исто крајно возбуден. Информациите првични снимки зборуваа за неколку тела во главата. Се гледа тоа на рентгенот. Киро беше оставен во една сала поголема, лежеше така, раците вкрстени и беше покриен малку со чаршав, крвавено лицето цело. Министерот за здравство тогаш дојде и тие првични информации не ги кажа во собранието. Фрчковски беше пред собранието, не знам од кои причини како се нашол тука, дека потоа отидовме во градската болница да го видам председателот. Таму дојде исто така и председателот на собранието, Стојанандов. Председател Глигоров беше онака комуникативен. Јас му реков: Киро, јас сум Стојанандов, дојдов, ми соопштија од тие врсте би извршен атентат, но ти си сега во сигурни раце, не си во натамошна опасност, ќе се преземат сите мерки да бидеш спасен. И тој со очите ми даде, значи, сигналот го примил, не можеше да зборува ништо, да се мрдне не можеше ништо. Ми го даде неговиот часовник да му го чувам, бидејќи почнаа лекарите да го подготвуваат, предпоставам, за прегледи.
веќе станува јасно дека се работи за сериозни повреди и дека животот на председателот е во опасност. Точно напладне, истиот ден, почнуваат хируршките интервенции за спасување на животот на македонскиот председател Киро Глигоров. Не поминаа 10 минути кога упаднаа двајца кои што ме видоа и буквално ме киднапираа под мишки и ме внесоа во автомобилот кој што чекаше паркиран пред ургентниот центар и заминавме за градската хируршка болница. Првите вести беа многу лоши за состојбата. Така да дури у едно време почнав да зборам во прошло време за мислев дека работа ќе беше свршена. Многу тешки беа околностите. Знаев дека немаме многу време за губење, немаме многу време за чекање. Јовица Огриновски тогаш тврдеше дека со сето свое знаење и умење тврди дека мора интервенцијата да почне веднаш и јас и Нада Глигорова како најблизок роднина сопруга на председателот, тука се консултиравме и рековме, тогаш стартувајте, направете ја. Видите, овдека е шрапнел, овдека е исто така. Овдека има 3 дупки. После главата е отварана, за да видат дали има хематоми натре, кои можат да попречат некоја функција. Не нашле ништо. Затвориле главата пак, окото било загубено. Тоа беше најсилниот обид за дестабилизирање на Македонија во моментите кога состојбите на Балканот беа далеко од нормализирани, а македонската иднина далеко од известна. Никогаш не се откри кој беше нарачателот и извршителот на тој атентат, ниту ветувањата на шефовите на ЦИА и на германската тајна служба дека ќе му ги достават сите расположиви информации на Глигоров не дадоа никакви резултати. Ако се прават какви било проценки, тогаш заклучокот е едноставен. Безмалку сите политички, војно-разузнавачки и криминално-профитерски кланови на Балканот имаа во тој момент интерес да видат Македонија дестабилизирана, а тоа на најефикасен начин ќе беше постигнато преку елиминирање на најмоćниот македонски политичар во тој момент, Киро Глигоров. Ја мислам дека мотивите се секако политички. Атентатот на Глигоров беше можеби последниот обид на оние кои што не сака Македонија да биде самостојна независна држава, да се прекине тој процес. Киро Глигоров го преживува атентатот, меѓутоа моќта во македонската политика полека преминува во рацете на Бранко Црвенковски. Македонија влегува во нова и уште понизвестна фаза од своето постоење. Ова беше емисијата во Центар Сумбаско ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер Македонија каде и да си и повторно немојте да заборавите секој вторник 22 часот емисија во Центар.